И навистина сметам дека доста е од тоа културата да биде политички инструмент за било какво друго делување. Кога јас дојдов тука исто така министер во јануари, уште тој адреналин што денес ме држи, почнавме од тогаш, сакав да видам за Скопје 2014, најозгласениот проект, и побарав тука инфо од службите и добив еден многу интересен мејл каде што ми велат дека проект Скопје 2014 не постои. Јас кога викнав личноста која што ми го прати тој мејл, и рекам како не постои, па Скопје 2014 е што се она што културата не треба да биде, не требало да биде. Така ми вели министер, ке тука таков проект како Скопје 2014 пласиран во медиумите не постои. Тоа е поделен проект меѓу неколку инстанции, институции, па велам култура беше носител. Па да, култура беше носител, но не е тоа така. И да вистина сметам дека политиката мора да се тргне од културата и треба да се тргне од културата и за тоа треба сите заедно да работиме. И сега ако речам дека приоритет ми е заштитата, ќе излажам бидејќи мене ми е приоритет напредување колку што може на секој една мала сфера, колку и тоа да личи дека е небитна во тој момент од областа на култура. Значи морам да кажам дека битни се и капиталните инвестиции. Многу е важна и заштитата, меѓутоа не значи дека тоа е заштита само на капитални објекти, тоа е заштита на се она што представува македонски идентитет, македонски јазик, македонска култура. Например, го започнуваме сега да го заштитиме цел фонд на Манаки. Иако ВМРО ДПМН одма тоа го извади од контекст, тие во 2010 донеле нека одлука да се заштитат само одредени делови од аудиовизуелните добра. Меѓутоа во архивот во Битола постојат секако вид на материјали кои што треба да се заштитат. Таму е камерата на Манаки. Таму е фотоапаратот на Манаки. Што значи дека за мене и тоа е културно наследство, треба да биде за сите нас, Милтон Манаки и Јанаки Манаки. Ние сега го почнавме процесот да ги заштитиме обичаите од галичка свадба. Тоа е културно наследство. Културно наследство ни се охридските бисери, културно наследство, како што ни е Матејче, културно наследство, и Небрегово ни е културно наследство, така ни се културно наследство и сите овие обичаи. Според мене, само така ќе го јакнеме тоа чувство на македонски идентитет, кој што еве на моменти некој се обидува да ни го разниша. Македонски јазик, македонски идентитет, фолклор и историја, доколку навистина се фокусираме со заштита на она што ни е нас вистинско наследство. За жал, ние нема да се, како влада, јас како министерка, никогаш нема да посегнам по она што се случуваше за време на градењето на Скопје 2014, а тоа да ја спуштиме заштитата на оние објекти кои што беа од монументално значење, за да изградиме нешто кое што денес морам да кажам дека и тоа како се распаѓа.